Поднос на овие 3 месеци власт на СДСМ можам да приметам како лице кој што работи во делот на високо образование, меѓутоа кој што повеќе од 8 години работи во областа на образованието, дека се носат политики кои што се погубни по однос на образованието во Република Македонија, бидејќи стожерот на една држава, како што е и Република Македонија, нормално е образованието кое што понатаму ја движи економијата и го движи целиот циклус во целото општество. Овие 3 месеци свесни сме и се придржуваме до оние факти кои што веќе ги знаеме со новиот ребаланс на буџетот на Република Македонија, дека се не само што се кратат средствата во однос на образованието, туку и се носат политики кои што влечат само погубни политики. Зашто погубни политики? Бидејќи вие за да сакате да имате еден образовен процес кој што навистина треба да еволуира, во овој дел на образованието навистина се укинуваат буџетите по однос и на основното образование и на средното образование, исто така и во делот на високото образование. Тука сме да зборуваме со факти и бројки, бидејќи со новата политика, овие замислете само за 3 месеци се намали буџетот по однос на изградба и реконструкција на нови основни училишта, исто така се намали буџетот и за средните училишта, изградба на нови училишта, бидејќи свесни сме дека потребно е на Република Македонија и на учениците нови училишта кои што ќе доведат до подобро образование на самите ученици. Повеќе од 25 милиони денари, тоа навистина не е за подценување, се кратат по однос на изградба на нови објекти во основните училишта, повеќе од 35 милиони денари се кратат за изградба на средни училишта, исто така се кратат финансиски средства за реконструкција на основни и средни училишта, да не зборуваме пак за спортските објекти. Сведоци сме дека во времето на ВМРО ДПМН секојдневно се градеа спортски објекти и спортски капацитети во Република Македонија, каде што имаме и докази со кои што навистина на спортски план ни напредна нашата нација по однос на повеќе спортови. Во времето на ВМРО ДПМН се реконструираа повеќе од 400 училишта. Замислете, за периодот од 10 години се реконструира повеќе од 400 училишта, додека пак за период од 3 месеци во владењето на СДСМ скратени се буџетите за реконструкција и изградба на нови училишта. Тоа повлекува помалце едукација за учениците, помалце работни места за професорите, бидејќи не се градат нови капацитети за едукација на учениците. Исто така поднос на високото образование, финансиските средства, да кажеме и за диспризираните студии кои се укинаат, тоа значи помалце работни места за професорите. Тука би додал дека високото образование со новата власт навистина не знаеме каде целиме, бидејќи немаме никакви насоки, никакви политики, не се придржуваме до една стратегија која што мора и задолжително треба да биде на средорочен и долгорочен план. Тука немаме никаква стратегија, не се надоврзуваме на претходните образовни програми кои што циркулираа и кои што беа ефикасни во образованието во Република Македонија, каде што и дадоа резултати. Навистина учениците имаа нови образовни програми кои што беа адаптирани на општеството во Република Македонија, меѓутоа со меѓународен аспект, со меѓународно значење и значење на Европската унија. Така да сметам дека имаме едни погубни политики од новата власт на СДСМ, се кратат финансиски средства, се кратат воедно тоа повлекува и кратење на работните места на наставниците, што навистина е погубно, бидејќи немаме во иднина можеби и да немаме професори и наставници кои што ќе ги едуцираат учениците во крајна инстанца. Така да сметам дека можеме да направиме една разлика помеѓу политиките во делот на образованието, почнувајќи од предшколска возраст, каде што сведоци сме навистина се изградија голем број на градинки во општините каде што ВМРО ДПМН е на власт. Сведоци сме дека основните и средните училишта, како што напоменавме претходно, се реконструира и се изгради основни и средни училишта, не само во урбаните средини како што тоа се правеше, да кажеме, во времето на СДСМ, само се шминка деловите во урбаните средини. Се стави акцент со новата власт на ВМРО ДПМН уште од 2006 се стави акценти на руралните средини кои што беа подценети од страна на СДСМ. Мислам дека со овие 3 месеци можеме да ставиме еден пресек, имаме погубни политики во делот на образованието, кратење на финансиски средства, иако во предизборната кампања на СДСМ беше активно се говореше дека ќе се стави акцент во делот на образованието генерално во Република Македонија, меѓутоа имаме навистина погубни политики и факти дека се кратат буџетите. По однос на високото образование се уште немаме никаква стратегија.
каде одиме во делот на високото образование, сметам дека доколку сакаме да бидеме цврста и силна држава, мора да се придржуваме до одредени образовни политики и да имаме континуитет и да имаме план, средорочен и долгорочен план, за да ако сакаме да успееме и ако сакаме да направиме вид на спојување помеѓу образованието и образовните циклуси и пазарот на труд, кој што навистина во времето на ВМРО ДПМН знаеме дека се отворија повеќе од 100 капацитети, фабрички капацитети во Република Македонија. И имаше навистина линкување помеѓу образовниот циклус и капацитетите и странските инвестиции кои што влегуваа во нашата држава. Сега имаме погубни политики, кратење на финансиски средства за образованието, што повлекува намалување на работните места, намалување на квалитетот на едукација во образованието, со тоа и намалување на економијата и на финансиите во целата држава. Благодарам.